председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денес расправаме за разрешување на министри во една влада која што поскоро треба целата да се разреши, а не да разрешуваме парцијално министри во зависност од тоа каков коалицијски пазар постигнал премиерот Ковачевски за да купи уште некој ден, за да остане на власт, уште некој месец и да продолжат заедно со ДУИ да ја пустошат Република Македонија. Денес на предлог на премиерот се бара да се разрешат министрите за здравство, за информатичко општество и администрација и министерот без ресор задолжен за дијаспора. Морам да констатирам дека само пред точно една година истиот овој премиер за овие министри имаше толку пофални зборови дека овие тогашни кандидати за министри се вистинскиот избор и дека тие ќе донесат добробит за граѓаните. За сега, после една година, да бара разрешување на овие министри и уште неколку оставки од кадрите што доаѓа од ДУИ и од СДСМ, меѓу кои и министерот за правда Тупанчевски, кој можеби најдобро ја опиша каква е оваа влада и од какви принципи се води. Тој точно кажа дека ова е пазар 3 влада, односно со други зборови купи продај влада од денес за утре. Влада без капацитет, влада без визија за економски развој, влада без морал и морални вредности. Влада која треба само да ја продолжи агонијата во која што се наоѓа Република Македонија. Па затоа би го прашал премиерот што се смени кај овие луѓе за после една година да барате да се разрешат. Ова се истите луѓе кои што пред една година, односно нивната партија, гласаше за вас и ве направија премиер. Тоа треба да им го одговорите на македонските граѓани, а не тука само без никакво образложение да барате нивно разрешување. Овој министер за здравство е истиот оној министер кој го фалете пред точно една година и истиот оној министер што ве информирал и барал од вас уште пред 2 месеци да донесете одлука на влада за да се обезбедат средствата и да се набави лекот за болните од цистична фиброза. Но вас ви текна дека сте премиер и дека кај вас е клучот за решавање на овој проблем. За жал, од кога почина на тој на кој што му беше најпотребен лекот. За без срам и грам човечност одма после тоа и оваа несреќа да ја искористите и да барате одговорност од сите, но не од самиот себе си. Треба јавно да кажете дека сиот овој циркус е за продолжување на криминалот, што го правите заедно со ДУИ, дека сето ова е со цел за да продолжите да крадите уште некој месец, да продолжат бизнисите уште некој месец. Треба да кажете дека им помина употребната вредност на овие министри од алтернатива, затоа што ДУИ си најде други другарчиња за да бидат министри, кои исто така се со употребна вредност, но моментално се како пратеничка група бројчано повеќе и затоа се поатрактивни за политички пазарења. Едно да знаете, почитуван премиер, ќе ви дојде и вас денот кога ќе ви помине употребната вредност кај ДУИ и вие ќе завршите исто како што завршие алтернатива, како што ќе завршат Алијанса, патем еднаш Алијанса помина ни со овој процес кога добија Министерство за бурек, како што го нарекува тогаш од ДУИ. Треба да сте свесни и вие дека и вас ќе ви дојде тој ден кога ќе ви помине употребната вредност во ДУИ, па истото ќе ве снајде и вас. Има една народна поговорка која што одговара на моменталната ситуација, која што јас малку ќе ја модифицирам за 100% да одговара, а таа гласи: кој со ДУИ тикви сади, на крај
од глава си ги удира. Ова важи за сите споменати погоре, на кои сега им е касно, но кога влегуваа во ова игра требаше да се свесни дека сето ова од глава ќе им се удри. Еден ден, а тој ден, ете го гледаме денес. Ако премиерот е чесен и се води од интересот на граѓаните, и ако овие разрешувања се резултат на нечие неработење, а не резултат на политичко пазарење, треба да е чесен и да каже со што е задоволен од работата на министрите кои што остануваат во влада. Со што е задоволен од тие што не се предложени да се разрешат. А такви има во оваа влада многу. Јас ќе набројам само неколку. Таков еден е министерот за транспорт и врски, во чиј мандат се нема изградено ниту 1 метар пат. Сите инфраструктурни проекти се во прекин или се комплетно застанати. Еден автопат кој половина беше изграден, можи да го заврши, а за истиот зеде дополнителни 200 милиони евра. За дополнително на ова и премиерот да излезе со едно видео дека се изградени 1300 километри патишта, кои никој ги нема видено. Тоа се измислени патишта што никој ги нема видено или има поминато по нив. Ако така се градеа патишта, почитуван премиер, со видео направено на компјутерска анимација, до сега сите проекти ќе беа завршени. Но за жал, за да се изгради нешто треба желба за работа и капацитет кој го нема овој министер, а ниту вие го имате тој капацитет. Може би сте задоволени од овој министер со тоа што неговиот татко отвори фирма за струја, па ќе се пронајдите во тој дел, ќе станете може би бизнис партнери. Дали сте задоволен може би од министерот за образование и од неговата работа, од која што учениците цела година учат без учебници, учат од импровизирани книги, учат од скрипти. И кога конечно се испечатија дел од учебниците пред крајот на полугодието, се констатира дека и тие учебници се со погрешна содржина, па се повлекоа за храбро министерот на крај да излезе, да не се тревожат родителите, учебници ќе има од септември. Дали може би сте задоволени од работата на министерот за внатрешни работи, во чиј мандат криминалот цвета? Министерството за внатрешни работи е претворено во орган кој го штити криминалот. Орган кој издава македонски патни исправи на светски криминалци и на руски олигарси за да можат да шетаат со нашите патни исправи по светот. Ова министерство наместо да ги гони дилерите на дрога е во спрега со истите и организира транзит на дрогата, зашто требаше да доаѓаат странски агенции тука да ги апсат овие дилери на дрога. Секој дневно имаме дојави за поставени бомби во училиштата. Учениците и родителите живеат во страф и во неизвестност, затоа што овој министер е неспособен да ги открие тие што ги праќаат овие пораки. Па за абсурдот да е уште поголем и неспособнота е уште повидлива, граѓаните овие денови почнаа да добиваат и лажни пораки испратени во име на Министерството за внатрешни работи, кои им се бараат лични податоци. Дали може би сте задоволни од фактот дека младите, 90% од младите сакаат да ни се иселат, а главен фактор за иселувањето е корупцијата. Но да не набројувам, затоа што ова нема крај, да кажам збор два за тие што влегуваат во оваа влада. Не е јасно како може вашите ставови да ги менувате од ден на ден и од позиција кога ја квалификувавте оваа влада составена од СДСМ и ДУИ како најкриминална влада која го влошува животот на сите граѓани во Република Македонија, наеднаш да е добра и заедно со криминалците, како што ги нарекувавте СДСМ и ДУИ, сега да ги убедувате граѓаните дека ќе сте оделе напред и ќе сте направиле нешто добро. Во Струга на локалните имавме заеднички кандидат, заедно одевме во населените места, таму ги убедуваме
И заврши времето. Реплика Даниел